Досегашните реформи на здравствениот систем ја рангираа Македонија на дното во однос на индексот на здравствените услуги. Ние денес имаме здравствен систем кој што е поставен на стаклени нозе и срушени се темелите на здравствениот систем, а тоа е довербата која треба да постои меѓу докторите и меѓу пациентите, како и меѓу колегијалните односи. Сегашниот македонски здравствен систем го карактеризира зголемена смртност на новороденчиња и на родилки, огромни долгови, блокирани сметки на здравствените установи, континуиран недостаток на лекови и на медицински потрошен материјал, намален и неравномерен квалитет на здравствените услуги и лекови во здравствените установи, како и недоволна ефективност на здравствени услуги во поглед на пружените здравствени услуги, во поглед на едукациите кои што постојат. Постои демотивираност на лекарите и затоа тие напуштаат Македонија, одат во приватниот сектор, постојат незадоволни пациенти, поради тоа што престојуваат во крајно лоши услови. Имаме партиски вработувања, партизирани менаџери во јавните здравствени установи и неефективни и неквалитетни едукации. Ние имаме план за подобрување на здравствениот систем во Македонија. Една од мерките е бесплатно болничко лекување на сите осигуреници, значи укинување на партиципацијата за болничко лекување. Инвестирање на здравјето, по здравјето на пациентите, преку изградба, реконструкција и опремување како на општите болници, така и на клиничките болници во Република Македонија и достапност до висококвалитетни лекови и вакцини. Ние мораме да го вратиме дигнитетот на лекарите, мора да го ставиме пациентот и граѓанинот пред се во центарот на вниманието во здравствениот систем, ќе зголемиме основната плата на докторите за 100% и со тоа ќе го намалиме одливот на лекари надвор од Македонија. Ќе го замениме терминот, проектот Мој термин и учинок со систем кој што ќе обезбеди побрз и поквалитетна здравствена услуга и ќе воведеме систем кој што ќе биде на секое ниво со точно утврдени рокови и обврски. Ќе обезбедиме достапност до матичен гинеколог, значи секоја жена да има свој матичен гинеколог, секој пациент да има свој матичен лекар, вклучително и граѓаните кои што живеат во приградските и во руралните населби. Ќе ја зголемиме квотата на позитивни лекови и ќе овозможиме да на годишно ниво се зголемува уште по 5 лекови на позитивна листа, согласно потребите кои што ги имаат граѓаните. Ќе овозможиме еден интегриран информатички систем, кој што ќе овозможи поврзување на здравствените установи и на здравствените услуги за поквалитетен здравствен систем. Ќе воспоставиме мрежа на здравствени установи на територијата на Република Македонија со цел за подобра услуга на граѓаните на сите нивоа. Целта на Социјалдемократскиот сојуз е да се бори за изградба на еден достапен, квалитетен и долгорочно финансиски одржлив систем на здравствена заштита со граѓаните во центарот на здравствениот систем, како за јакното чувство на одговорност на поединецот за сопственото здравје и за здравјето на другите граѓани. Со тоа што ќе овозможиме повисоки плати на лекарите за 100% и подобри услови и амбиент во кој тие ќе работат, ќе ги задржиме лекарите да останат овде во Македонија, слободното време да се едуцираат, да стегнуваат нови знаења и вештини, а не да учат странски јазик и да ја напуштаат нашата земја. Ние имаме план за живот во Македонија, гарантираме достоинствен живот на сите граѓани, вклучително оваа таргет група на пациенти и на доктори, затоа што за нас секој е важен.